Фала ви прво што сте туја. Кати да дојдем во опчињу, мислам дека ги има едни од најгостопримливи луѓе у цел овој регион. Драго ми е што опчиња и у овие тешки периоди живи убаво, колку што давав услови. Драго ми е што е едно од ретки села у Кумановски региони што искрено има живот, што века кати да дојдеме има млади деца и мислам дека наша обврска и како политичари, меѓутоа и општо, како луѓе што се знаеме, е да дадемо još поголем импулс на овие села, да дадемо još поголем мотив да не си бега млади, да не остане втуја. Ова е преубава кати да дојде природа овдека, овие борови овдека, како да ви кажу, стварно човек да се испуни и плуќе и с позитивна енергија и с онакој силу да го продолжиме кампања. Имамо сериозну програму, посебен акцент на земјоделие. Знаете дека ВМРО-ДПМН има посебен акцент даден на земјоделие. Ќе биде кратак. Оно што е многу битно. Предвидено е да се скрати процедуре за аплицирање за субвенција. Треба, значи, оние институции кои што не ги издаваат одредени потврди, документи или било што, да се комуницира меѓу себе, да не идемо ми од шалтер до шалтер, него на едно точку, на едно место да однесемо, а они да си прибират тој што им ga треба. Редовна исплата. Оно што е многу битно, да се помогне за откуп и оно што е најбитно, стабилна цифра на ние на суму на паре која што треба да отиде у земјоделие. Тоа е конкретно јасно што е наведено у програму, покануваме да го прочитате детаљно. Немамо толку време за образложување сега. Замолуваме да тој пренесете и на свипчињани, да се информираат, да знаат што е понуда на ВМРО-ДПМН. А ви како добри топли луѓе, да им посакаме добре дојде денеска и на наши кандидати за пратеници од Куманово, Тихо Алексовски од Пуховско, може аплауз, Кети Димковска, да ga поздравиме членот на извршен комитет од Куманово, Игор Божиновски наш, и нормално најголем аплауз за нашиот носител во изборната единица 2, Владо Мисјановски, познат како Кен. Го поканувам Владо да ви се обрати. Најздраво живо на сите. Фала што дојдовте. Може ли да ги поздравиме новите пратеници од Куманово? Добри луѓе, фала ви што дојдовте. Знам дека има дуел сега помеѓу Христијан Мицковски и Зоран Заев, но вие сте секогаш тука. Знам дека ќе има убедлив триумф тука во опчиња. Минатиот пат кога дојдов тука имаше премногу луѓе, повторно се собира огромен дел од вас тука да не чуе, да разговара со нас, но се разбира и после овие избори повторно да дојдеме тука и да разговараме. Ви го давате вашиот глас за нас, но ние мора да се одолжиме. Затоа и пред да има избори, јас и овие прекрасни луѓе доаѓавме тука, разговаравме со местниот комитет. Јас сакам да ве поздравам што ни давате поддршката постојано. Тоа е една обврска што ние треба да се одолжиме понатака. Знам дека сега е време на жетва, знам дека сите сте зафатени со обврски, но ве замолувам на 15 јули да ни дадете шанса, да ни дадете поддршка. Гледате што се случуваат, поготово овие 3 години. Мито, корупција, криминал. Луѓето сакаат да напуштат земјата, стануваат апатични, не сакаат да следат политика. Државата тоне. Оваа власт дојде само за една цел, а тоа е да го промени името и ништо друго. Дојде со една цел да се збогати и потоа да не мисли на граѓаните. Пред некое време кажуваа дека имаат многу проекти, дека све ќе направат, но излажаа. Излажаа бидејќи ветуваа 500 евра плата, излажаа бидејќи ветуваа 100.000 денари за доктори, ветуваа еден куп пари за земјоделци, ветуваа 500 км автопати. Сега па ги скратија, велат направиле 230 км автопати. Каде се тие? Не постојат. Велат дека почнале да градат клинички центар. Ја денеска отидов на тоа место, направив една изјава да видите позади мене што изгледал тој клинички центар. Како? И ова е убаво. Нема ништо, но снимиле спот. И велат, градиме клинички центар. Вие сте паметни луѓе. Не може никој да се игра со вас. Тоа е поигрување со интелигенција на човекот. Затоа внимателно. Овие избори се на вистина, може како клише да делува, но многу важни, едни од најважните. Знаете, почнаа да се играат со историја, почнаа да кажуваат дали Гоце Делчев бил македонец или не, па некои комисии за историја ќе разговарале, дали македонскиот јазик е македонски или не, тоа вие сега имате шанса да го одлучите. Јас знам дека тука во опчиње ќе одлучите бурно, енергично за ВМРО-ДПМН, но ве замолувам сите,
Ве замолувам сите да пренесете на вашите пријатели. Да ги замолиме да излезат бидејќи доаѓаме со маски, на дистанца. Внимаваме сите, да излезат. Ве замолувам тука да направиме огромен резултат и вечерта да дојдеме да славиме тука во општина и да славиме во цело Куманово. Знам дека во Куманово со децении владее СДСМ. Но една работа во Куманово треба сите да ја запамтат. Овде никогаш нема да владее. Бидејќи вие сте горди македонци и никогаш нема да победат тука во општина. Да сте ми живи и здрави сите што дојдовте. Сепак ова е еден вид на отворена вака трибина и доколку има прашања или некоја попва како нас или слично, повелете и вие да кажете некој збор. А бране, јас те замолувам вечерта како традиција тука да се собереме после победата и се разбира како што е ред да прославиме како што доликува тука во општина. Вие знаете многу добро, друштвено, енергично, со музика, со македонска песна. И благодарам уште еднаш што дојдовте. Може и без микрофон, така? Може. Повелете луѓе ако некој од вас сака да праша нешто, да спомне, да сподели. Или како иде дуелот ако гледаме некој. Председателе, вие Нема ништо, тоа мислам дека ќе биде завршено. Од тука ќе почне победата и тука ќе заврши. И дека ќе правиме влада. ќе правиме влада, пазете само колава да помине. Пази пипцето. Едно прашање господине Мисајлов. Кога би дошол тој 1 милион во ветија од страна на Социјалдемократскиот сојуз за резерватот Бисми? Кога ќе стигна? Да. Јас не можам во име на СДСМ да ви Не. Дали би во нашата Нема да влада, стигне, ќе ви кажам. во нашата влада сега, што ќе дојдеме, дали Бисми ќе биде природен резерват како што е Увац во Ужица, Србија? Видете, 1000 проекти ставивме во програмата. Ставивме многу проекти за чување на екологијата, животната средина. Околу 4 милиарди евра инвестиции. Ние ќе се потрудиме максимално секаде каде што може да вложуваме. Но сега, конкретно за ова населено место треба да проверам точно во програмата што се предвидува, но можам ова да ви го ветам, лично пред вас. Со Бране, со Кеф, со Тиф, дека ќе дојдеме тука, лично пред вас, дека ќе се заложиме тие ваши потреби што најмногу ви се значени, заедно да се бориме, заедно да ги исполниме. И ако нешто не е ставено во програмата, да гледаме тоа да го исполниме. Може би нема да можеме се, но ова место заслужува многу. Еве, и фала ти на прашањето, ќе го запамтиме ова, да пробаме да помогнеме. Заслужува се, разбира, но јас не можам да ви ветам како СДСМ 1 милион евра и ништо не се случи. Јас сакам утре пак да дојдам тука и да разговарам вака со тебе и да не ти изложам. Тоа ми е целта. Бидејќи Кањонот е еден од топ 6 во Европа со најголем биодиверзитет. Но за жал, од нашата совест е запуштен. Општина Куманово би имала голем придонес. Бенефит секој ќе има, така. И државата, и ние, и секој од нас. Така е, разбирам. Затоа треба да се залагаме за него. Точно, фала. Затоа предвидуваме толку средства во Министерството за екологија, за животна средина и во Министерството за култура. Директно од акцизата ги одвоиме оние средства што ви ги зема сега владата, ќе се насочат и кон образование еден денар, ќе се насочат и кон спортот и кон културата. А тоа се многу средства, околу 8 до 12 милиони евра годишно што ќе влагаат во овие сфери. И тоа е многу важно. Наместо да ги земаме, ги враќаме токму на граѓаните. Тоа е и целта. Некој ако има друг повелет, слободно. А јас ќе се седам за право во ваше име да го поканам да кога ќе има повеќе време подпредседател да ја посети таа клисура, да ја види тие убавини прекрасни на таа клисура. Само ние си победиме на избори, па ќе шетаме после. Може? Да. Луѓе, јас сакам едно нешто друго да ви кажам. Зборевме што зборевме и благодарам што ни давате поддршка од срце. Јас се надевам дека никој од нас нема да ве заборави, барем тоа можам да го ветам. Се надевам дека постојано ќе доаѓаме и ви благодарам што и како подпредседател на партијата ми праќате покани да доаѓам кога има тука некој настани и слично. И кеф ми е што доаѓам. Секогаш кога ќе ме викнете, со задоволство таа покана ќе ја прифатам, пред се да останеме луѓе и пријатели.
а знам дека ќе победиме, знам дека ќе победите и да се помагаме потоа на сите. И Бране се разбира сите овие луѓе што постојано ни помагаат, никогаш да не ги забравиме. Одговорено општинскиот комитет се разбира, но и треба потоа да останеме доследни на што го збориме. Ако некој има плюс нешто, повелете слободно. Победуваме, луѓе!